Со солзи во очите, граѓаните на Штип копнеат за своите деца. Финансиите им се слаби, а храна се купува од поевтините маркети за да се врзи крај со крај. Едногласни дека цените до месец август се зголемени во однос на претходните месеци. Доколку има поевтинување на производите во оваа есен, тоа ќе придонесе нормализирање на граѓаните, но и можност да се тргне нешто на страна, имајќи во предвид дека парите се потребни и за тешки денови. Ја имам деца, не можам ќе се расплакам, може да кажам. Децата побегнаа сите. Тешко ли? Да, храната е скапа, у разни маркети има разни цени. Ние ги знаеме тие и каде е поевтино таму. Јас сум од Косовска доаѓам татука да пазарувам. Кажете ми, например, осетили ли сте вие покачување од јуни до август? Па има покачување. Покачување има. Некои производи има покачување. Да, што претежно сте забележали? Па има тие работи што не ги взимаме, има. Да. Сирењето шерипна 100 динара плюс, колку има. А еве сега Мицкоски кажа дека од есен и пролет ќе се намалат цените. Тоа добро ли ќе биде? Па мислам дека е добро, ако не е добро, народот ќе страда, што може да биде. Чим нема пари, нема да зима и ќе се врнеме на старото време. Лепи своето према условите. Кај ќе се жалиш? Па знам дека се покачени, не само тоа, се е покачено, али што да правиме? И да се избориме, и да не се избориме, нема фајде. На што најмногу сте забележали покачување? Не можам да ти кажам точно едно ли е. Ако отидете на касата? Тоа е само лажа. Еве, ја од искуство сликал сам го продуктот кој вика намаление, толку 10-20% попус, отидеш на каса, излезе друго по. Значи тоа само лажате. Значи има намаление, значи не е тоа стварното што го пишува 20-30%. Кога видиш на касата, сосема друго. Абе се е добро, али ако се намале, али тоа е, што да правиме. Зимам и сири и место, али тоа. А зеленчукот исто бил многу скап. Не знам, патлеџани тоа на пазарот башка се е тоа. Тоа. Некои викат порно месо ќе јадам, него ли зеленчук? Да. Ако направиш упоредба. Али тешко се и произведува, не е битно само. Понапред по брегалница баш че имаше, сада е се луѓето. А сега го нема никој, сите кукаме скапа. Па иди сади. Покрај граѓаните, странците кои мигрираат од земја во странство, велат дека таму е подобро за живот. Иако има цени како и овде, но и високи месечни кирии, сепак велат дека двајца партнери можат да си дозволат добар живот. Пример, јас најефтините јајца, 10 јајца ги плаќам горе во маркетот, 2 евро ги плаќам. Тука се 73 денара ли се 10 јајца. Значи, лебот 2 евра плаќам леб, меѓутоа кој што е ржан, густо месен и има лебови до 2 евра што се многу добри, многу поквалитативно, значи од пандемијата ако тргнеме на навака со цените, имаше покачување, после имаше враќање на некои, значи цени на продуктите малку пониско, например на млекото, на не знам сега кои други артикли, просто мислам дека со однос на платите што ги зимат во Германија, дека подобро се живее. Иако, значи, кириите поскапна. Тука не можеш да ставиш на страна некаква си сума, сега со некакви си додатоци, значи повишување на цените, додатоци на струјата некакви, ја не знам гласа за која што ми е од секогаш бил жал са пензионерите. Значи, тоа линеарно покачување што го они очекуваат е за најниските, значи тоа е оправдано и тоа треба да се изврши. Според Државниот завод за статистика, инфлацијата мерена преку индексот за трошоци на живот во август 2024 година во однос на јули 2024 година изнесува 0,5%. Зголемувањето на инфлацијата во август 2024 година во однос на јули 2024 година е резултатот на зголемувањето на трошоци на живот во следните групи: храна и безалкохолни пијалоци за 1,2%, рекреација и култура 1,1%, здравје 0,8%, ресторани и хотели 0,7%, домување, вода, електрика, газ и други горива 0,6%, мебел и одржување на домаќинства 0,5%, алкохолни пијалоци, тутон за 0,1%.